Добро дојдовте во Урбаните вести. Следува генералната најава, а веднаш потоа се враќаме во студиото со денешните настани. Почна уписот во средните училишта. Младите уметници во знакот на ликовната колонија Љубенци 2018. Почнува 5-тиот меѓународен фестивал на комедијата Гола месечина. 9 оделенците денеска се одлучија каде ќе го продолжат своето образование. Голем дел од нив, како и минатите години, го избираат гимназиското за сметка на стручното образование. За тие што ќе останат незапишани во средно во овој уписен рок, следниот е на 28 јуни, а третиот уписен рок е на 23 август. Во јавните средни училишта во земјава денеска и утре се спроведува првото пријавување и запишување ученици за учебната 2018-2019 година во јунскиот уписен рок. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира на 22 јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе бидат објавени на 25 јуни. Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави во март, учениците може да изберат гимназиско образование или стручно образование, во зависност од тоа техничко образование со 4-годишно траење или стручно образование за занимање 3-годишно траење и 2-годишно траење, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. На првиот ден од уписниот рок го посетивме средното училиште Панче Арсовски, каде што можевме да забележиме голем интерес од страна на идните средношколци. Тоа дали беше науката да се запишеш? Да. Кој смер? Англиски јазик за јазици. Така, зашто се одлучи баш тука? Па бидејќи знам англиски, имам одено на курс и така. Така, каков ти е впечатокот и што очекуваш од наредната учебна година? Па дека ќе биде добро, добри се таму наставниците, луѓето. Супер, со среќа. Зошто се одлучи токму тука да учиш? Па, поубаво ми е, овде има убави струки, сакам да учам тука. За која струка се одлучи? Па, има едно за драмска уметност, па за тоа сакам, мислам. Сега не знам дали ќе ме примат. Директорката на училиштето истакна дека е задоволна од одзивот на ученици и се надева дека како и минатите години предвидениот број на ученици ќе биде пополнат уште во првиот уписен рок. Од утрово во училиштето има добар одзив на ученици, веќе доаѓаат. Значи вратите на училиштето беа отворени во 7 часот. Учениците од основните училишта доаѓаат, се запишуваат, земаат пријави и се пријавуваат за подрачјата кои што нив ги интересираат од областа на гимназиското образование. До сега имаме околу 80 ученици кои што се дојдени за 204 слободни места. Значи запишуваме 6 паралелки, од кои една е билингвална, а поточно наставата оди на македонски и по некои предмети на англиски јазик со цел учениците да го практикуваат англискиот јазик и да се запознаат повеќе со јазикот и понатака да им помогне во студирањето. Инаку во училиштето ги имаме сите гимназиски подрачја за кои што учениците се определуваат на почетокот на првата година, односно денес во уписниот рок. Тоа е природно-математичкото подрачје со комбинација на и Б изборни предмети, потоа јазично-уметничко подрачје, исто имаме комбинација на и Б изборни предмети и општествено-хуманистичкото подрачје кое што има изборна комбинација од А и Б изборните предмети. Второто пријавување и запишување на учениците во јуни ќе се врши на 28, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на редниот ден на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август. Петиот ден од ликовната колонија Љубенци 2018 денеска го одбележаа ликовните дела на учениците од основните училишта, кои својот талент го прикажаа на платно. Градоначалникот Велимир Смилевски им додели благодарници за учеството, како на учениците, така и на реномираните ликовни уметници од Македонија и странство. Околу 20 најталентирани ученици од основните училишта во општина Бутел
Денеска беа дел од детскиот ликовен ден што се одржува во рамки на ликовната колонија Љубанци 2018. Учениците, покрај тоа што имаа можност да го покажат својот сликарски талент, исто така се дружеа и твореа заедно со познатите уметници и ликовни педагози учесници од Македонија и странство на годинашната ликовна колонија Љубанци 2018, меѓу кои и Данчо Ордев, Новица Трајковски, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Наташа Радосављевик и други. Градоначалникот на општина Бутел, која е покровител и организатор на ликовната колонија, истакна дека е горд што еден ваков традиционален настан повеќе години обстојува во општината. Денеска сме домаќини на повеќе сликари кои што ги изработија овие прекрасни дела, кои ќе бидат представени во општината, се надевам, наредната година. Сета организација е под општинската капа, каде што имаме голема потпора од уметниците од Сдруженијето. Покрај тоа денеска имаме и дечиња кои што сликаат како професионални сликари. Тие се деца избрани од училиштата на територија на Бутел, кои што имаат најголеми афинитети. Се надам дека во наредниот период оваа традиционална изложба и сликање ќе продолжи и во наредниот период ќе имаме се повеќе сликари. Ликовните уметници ќе ги одберат трите најубави детски цртежи кои ќе имаат привилегија да бидат представени и наградени на ликовната изложба на делата создадени на годинашнава ликовна колонија Љубанци 2018. При нашата посета на ликовната колонија имавме можност да забележиме импресивни цртежи, насликани од младите уметници. Ги прашавме што ги инспирира и кога го откриле талентот во себе. Јас учам во основното училиште Свети Климент Охридски и сум осмоделени, завршив осмоделени. Што најмногу те инспирира да сликаш и како ја пронеде во себе, како го пронеде во себе талентот за сликање? Па, иако највеќе поради тоа што гледам многу други луѓе како цртаат и од тоа си имам научено. И од мал знам убави објекти, например, да цртам и тоа највеќе ме влече, објекти, материјални работи, така. Дали прв пат си на ликовната колонија Љубанци? Да, ова ми е прв пат да сум на оваа ликовна колонија. Каков ти е впечатокот, дали има дружење, дали се запознат нови луѓе? Па да, има многу луѓе, има многу убави уметници, многу луѓе што знаат да како убаво да уцртат. Нешто ново од нив? Да. Кажи ми како ја пронеде во себе жилбата и талентот за сликарство? Па во шесто деление наставникот ми рече да дојдеме на оваа колонија и јас тука пробав да цртам и од тогаш пронедов дека знам дека умеам. А што најмногу те инспирира и што денеска? Природа најмногу ме инспирира, денеска за Едисонте. Со цел овозможување на поквалитетен живот на граѓаните на општина Карпош, општината создаде веб платформа пријави.мк, на која граѓаните ќе може да реагираат до општинската администрација за проблеми од областа на хигиената, јавното осветлување, загадувањето на воздухот, ударните дупки, како и за други јавни комунални услуги. На едноставен начин, со еден клик и споделување на фотографија, жителите на Карпош од денеска ќе може да пријават проблем во општината. Преку веб платформата пријави.мк, граѓаните на општина Карпош ќе може да реагираат до општинската администрација за проблеми од областа на хигиената, јавното осветлување, загадувањето на воздухот, ударните дупки, како и за други јавни комунални услуги, информираат од општина Карпош. За реализација на оваа цел, општина Карпош и невладината организација Nexus, граѓански концепт, склучија меморандум за соработка кој се однесува на одржувањето на оваа платформа, начинот на пријавување на проблем и комуникацијата со граѓаните. Покрај соработката за развивање на мобилната апликација, општина Карпош продолжува да работи, нудејќи повеќе алтернативи со кои се овозможува мапирање на проблемите, додаваат од општината. Петтиот меѓународен фестивал на комедијата Гола месечина започнува вечерва и ќе трае до 24 јуни. Љубителите на театарот ќе можат бесплатно да уживаат во домашни и странски представи под отворено небо во рамки на спортскиот центар Ново Лисиче.
Представата едва носим собо, а калом и стобо на Сараевскиот воен театар Сард од Босна и Херцеговина. Вечерва ќе го отвори 5-тиот меѓународен фестивал на комедијата Гола месечина, кој ќе се одржува до 24 јуни. Представите ќе се играат во спортскиот центар Ново Лисиче, но во случај на невреме алтернативна сцена ќе биде објектот на театар комедија. Влезот за сите представи ќе биде бесплатен, а фестивалот ќе има надпреварувачки карактер со 3-члена жири комисија. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин истакна дека ова е уникатна можност за сите љубители на театарот да проследат квалитетни представи од македонската и меѓународната сцена. Фестивалот Гола месечина игра важна улога во развојот на културниот живот во општина Аеродром. Токму затоа и оваа година издвоивме 1 милион денари од буџетот на општината, а овозможуваме и логистичка поддршка за успешна реализација на настаната. Селекторот на фестивалот, актер и режисер Роберт Ристов, најави дека во рамки на фестивалот ќе бидат доделени награди за најдобра режија, најдобар актер, најдобра актерка и за најдобра представа во целост. Од оваа година фестивалот внесе уште една категорија на награда за уметнички впечаток. На 19.6. ни доаѓаат велешани со синиот портокал, на 26. госпоѓа министерка на театарот, Народниот театар Ниш од Србија. Потоа умри машки на Штипскиот театар, на 22. кида из моје кухиње на Шабачки театар, 23. 12. Нокс против водици од Вилијам Шекспир во режија на Дејан Дамјановски и Народен театар Антон Панов Струмица. Тоа е официјалната програма. На 24. ќе биде свеченото прогласување на победниците. Од 20 часот најмладата публика ќе може да погледне представата Тоби на детскиот театар од Скопје. Во 20:45 е предвидено прогласувањето на победниците и доделувањето на самите награди. Во 21 часот стендап комедија со Маријан Ѓорѓиевски. Председател на жири комисијата е Иван Лео Лемо од Република Хрватска, а членови се Магдалена Ризова Черних, актер од театар комедија, и Љупчо Петрушевски, актер и поранешен директор на Македонскиот народен театар. Поради временските услови, вечерашната представа ќе се одигра во театар комедија. Граѓаните бесплатните билети ќе може да ги подигнат од билетерницата на театарот. Представите ќе се играат секој ден со почеток во 21 часот. Во текот на летниот период во просториите на Турскиот културен центар Юнус Емре ќе се организираат часови по турски јазик кои ќе ги водат квалификувани стручни обучувачи кои поседуваат сертификати за оваа дејност. Оттаму информираат дека ќе се организираат и курсеви по турски јазик за деца на возраст меѓу 10 и 15 години. Турскиот културен центар Юнус Емре во Скопје информира дека продолжуваат курсивите по турски јазик. Во текот на летниот период во нивните простори ќе се реализираат интензивни и редовни курсеви. Системот на курсивите по турски јазик се базира на заеднички европски критериуми за изучување на странски јазици и нив ќе ги водат квалификувани стручни обучувачи кои поседуваат сертификати за оваа дејност. Посетителите со современи методи истовремено ќе усовршуваат 4 основни јазични вештини: читање, пишување, слушање и говорење. Во рамки на наставата ќе бидат обезбедени сите видови на неопходни наставни материјали. Предавањата по турски јазик се реализираат според дефинирани критериуми од портфолиото на европски јазици, и тоа А1, А2, Б1, Б2, С1 и С2 ниво, односно курсивите се состојат од вкупно 6 нивоа, соопшти Турскиот културен центар Юнус Емре. Оттаму информираат дека ќе се организираат и курсеви по турски јазик за деца на возраст меѓу 10 и 15 години. Денеска во Скопје имавме променливо време со температура до 28 степени. Утре не очекува променливо облачно време со локален дожд и температура до 25 степени. Слично ќе биде времето и во среда со температура од 15 до 28 степени. Во четврток не очекува стабилизација на времето со температура од 16 до 30 степени, додека во петок температурата ќе се движи од 16 до 28 степени. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бивте со нас. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.